Добро утро, почитувани гледачи, за оние кои што сега се вклучуваат на каналот на К3 телевизија. Втор дел на утринското издание на Нов ден. Денес одвоивме една специјална тема за разговор. Повод е денешниот празник, односно празнувањето на сесловенските браќа Свети Кирил и Методи. Подетални информации за самото патешествие на овие браќа, како и за патрониот празник на основното општинско училиште Свети Кирил и Методи, слушаме од нашиот денешен гостин, господин Владко Пандиловски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Најпрво сакам да искористам оваа прилика да им честитам празникот на сите мои колеги просветни работници, значи како во општина Куманово, така и во целата Република Македонија. Огромна чест и задоволство ми што ете на денешен ден, значи имам прилика од ваша телевизија да бидам ваш гостин и да споделам некои новости околу работата и делото на нашите просветни работници и така, значи исто така и на светите браќа Кирил и Методи. Значи нивните патешествија и нивните доприноси за нашето денешно образование. Така. Убаво започнавте, а да продолжиме и токму во тој правец. Да слушнеме за патешествието на сесловенските браќа. Па вака, генерално сите знаеме да речеме кои се нивните патишта, значи што тие допринеле за да речеме денеска ние го наградуваме нашето образование. Сите знаеме дека тие се првите луѓе што ја формирале првата наша, значи првите наши гласови, значи нивната прва азбука која што била наречена глаголица. Значи тие се родени значи некаде 9 век во новата ера. Биле инаку едни од главните просветители кои што ја воделе изучувањето на културата на словените кои се дојдени од Карпатите. Значи во едно од страна значи на римскиот папа во тоа време биле прогласени за апостоли. Инаку нивното дело, да речеме денешната наша азбука која што е наречена кирилица по нив, по светите браќа Кирил и Методи, ја надоградиле нивните браќа, нивните ученици, Свети Наум и Свети Климент. Инаку за нивните големи бројни дела веќе во голем број на книги, значи нивни дела се најразлични автори и писатели пишуваат и познати се по многуте, да речеме, нивни просветни дела кои што веќе се опеани во многу црковни книги и хорови. Инаку Кирил и Методи за некаде во 1880 година од страна на римскиот папа биле прогласени, кој што реков претходно, за апостоли. Инаку нивната денешна, да речеме, во нов авторитет кирилица број околу 31 глас. Познати се исто така по нивните свештенски дела биле, значи во одреден период од нивниот работен век, значи го поминале како монаси. Инаку нивните имиња Кирил и Методи, значи се добиени при самото нивно за монашување во многу големи број на манастири. Значи мислам дека што е да кажам повеќе сувишно е затоа што самите дела за нив зборуваат. Исто така голема чест е што еве нашето училиште Кирил и Методи го носи нивното име. Така. Да слушнеме кога сме веќе кај тоа и еден краток историјат за вашето училиште. Па вака, нашето училиште по некои пишани форми, значи датира од 1918 или 1920 година. Сега таа информација се уште не е прецизна. Инаку нашето училиште се до 1972 година е било училиште кое што се изучило, значи настава до четврто оделение или на наш начин кажам четворолетка. Од 1972 година нашето училиште значи станува училиште каде што ќе се изучува, значи настава до 8 оделение. Инаку првата зграда која што и ден денеска постои, значи во нашето училиште, можам да кажам дека се уште изгледа безпрекорно, кој е малку за
запоставена, да речеме, бидејќи имаме изградена нова зграда кај што веќе наставата се изведува во друга просторија. Инаку добро е тоа што нашето училиште моментално, значи е доста напредно во однос, да речеме, на изградба на нови простори. Се случија ете исто така воедно, пошто под нашето училиште постои уште едно подрачно училиште во село Агино село, кој што во 1981 година е изградено и првиот назив на тоа училиште било Гоце Делчев, но бидејќи под начинот, да речеме, на ситуацијата, моментално се наоѓа како подрачно училиште нашето училиште во село Романовци. Во 1981 година, значи исто во основното училиште Агино село е отворено, значи од самиот почеток осмолетка и наставата се изведува, да речеме, двојазично. Нашето училиште исто така морам да напоменам двојазично училиште. Значи наставата се изведува на албански и на македонски јазик. Инаку моментално во нашето училиште имаме некаде околу 446 ученика, од кои што 298 се, значи, ученици кои што изведуваат настава на албански јазик, а 148 се на македонски јазик. Од тие 148, 100 ученика се во подрачното училиште Агино село, а 48 се во село Романовци, значи во централното училиште. И евидентно е дека и така работите многу одлично. Па, видете, апсолутно ние мора да соработуваме, значи, на сите највисоки планови. Значи, генерално, ако гледаме глобално, значи, децата без разлика што учат на албански и македонски јазик имаат соживот. Често пати ние тоа како наставници, како професори во тоа училиште се трудиме тоа да го изведеме на што подобро ниво, значи да биде поефикасно, значи да ги нема тие национални предрасуди. Често пати правиме, да речеме, еве за време кога е на пример некој албански празник, значи ние децата од Агино село ги доведуваме на гости во Романовци, или кој е на пример некој наш празник кој што е Великден, од Романовци ги водиме, значи во Агино село, за да ете колку толку децата имаат некој подобар соживот, да се дружат, да се сплотуваат, за да се дружат што подобро, едноставно да ги тргнат верските разлики на страна. Нивната главна задача во училиште е да учат. Значи ние не смееме да дозволиме како просветни работници или како образовен систем да нивниот начин, да речеме, на образование да се отрне од таа главна бранша. Така, сепак да комуницираат во оние редови, така, како што треба. И сега, како што веќе рековме во најавата, вие го одбележавте патрониот празник на вашето училиште. Со какви свечености? Видете, апсолутно, значи морам тука да ги најпрво да ги пофалам, значи нашите колешки по македонски јазик, значи во подрачно училиште Агино село и во основно и во централното училиште Романовци. Воедно исто тука влегуваат во тој контекст и професорките по музичко. Значи тие се главните организатори на тие манифестации. Најчесто основни значи приредби што се одредуваат, да речеме, за време патрониот празник се некои музички представи, читање литература за просветните браќа, чи некои точки со помалите од ученици до пето одделение со учителките. Секоја година можам да кажам дека тоа е веќе стана класичен пример на представување на една приредба. И воедно, да речеме, секоја година ние како просветни работници морам да повам дека се дружиме, идеме на еднодневни екскурзии со цел да го прославиме тој патронен празник. Ево година дел од колегите ќе одат, значи, 3 дена на патување во Дубровник, бидејќи ние тоа стварно го практикуваме за да со цел тој празник да го одбележиме и да ставиме некој подобар впечаток. Така. Сепак предлагам да направиме една кратка музичка пауза, па продолжуваме со разговорот. Останете со нас. Zamisleno što odiš taka prostom nažaleno, moriš zadumano. Ti si mila se do arma sa
професор Пандиловски, да продолжиме со разговорот. Како напредуваше вашето училиште во поглед на реконструкција последните години? Па вака, да ви кажам, мислам ќе се навратам пак на претходната точка. Морам тука да се пофалам со реконструкцијата на нашето училиште. Ако земеме да речеме периодот од настанокот од пуштање во потреба као образовна институција првата зграда, како што напомнав, во 1981 година изградено ново училиште во село Агино село. И во тој период е изградена уште една нова зграда во самиот училишен двор во село Романовце од 4 училници. И од тој период навака, да речеме, како што спомнав, е пуштена осмолетка. Во 1996 година, под покровителство на Министерство за образование и наука и општина Куманово почна реконструкција на доградба на нови 10 училници. И нашето училиште моментално располага со околу 26 училници во село Романовци. Во 2006 година, од страна на Министерството за образование и наука и општина Куманово, се изградени уште 4 нови училници, а веќе во 2008 година се реновирани старите изградени училници од 1981 година. Тоа е донација од јапонска влада и општина Куманово. Генерално тоа е нивна, треба на нив да им се заблагодариме за тој гест. Нашето училиште, морам се пофалам, лани во централното училиште имаме добиено централно грејење, парно грејење, каде што се покриени сите простори. Тоа е исто една крупна инвестиција од страна на Министерството за образование и наука, која што, да речеме, доста чине, во поголем вредност од преку 35.000 евра. Генерално, постојано секоја година, да речеме, нешто ново се доградува, се инвестира, да речеме, во тоалети, во изградба на водоводи, на реконструкција на школскиот двор, одржување хигиена. И да ви кажам, искрено дека во однос на некои други училишта јас сум презадоволен од начинот на развитокот и реконструирањето на нашето училиште. Сега нормално дека може уште некои посебни детали за да биде тоа да биде уште подобро, но со тек на време и тоа се надам дека ќе го решиме. Така, ќе го решите. Сега, колкав е бројот на кадарот на вработените и на учениците? Вака, моментално кај нас имаме околу 50 вработени кои што се матично училиште и основно училиште Кирил Методиј, некаде околу 65 сме, што дополнуваат од други училишта од страна. За учениците мислам дека спомнав на почеток се 446, од кои што 298 се албански, а 148 македонски со се подрачното Агино село. Како се одвива наставата? Во 2 смени регуларно? Да, наставата се одвива во 2 смени, смените се менуваат на по 2 недели, идеме 2 недели, идеме од 6 до 9 и 2 недели, да речеме, идат обратно од прво до 5 оделение. Наставата се одвива на 2 наставни јазика, на албански јазик и македонски јазик во посебни простории. Можам да заклучам дека во врска со наставата се изведува на највисоко, се трудиме да биде изведена на највисоко ниво. Јас лани имав еден предлог, но се уште немаме услови за такво нешто, да воведеме кабинетска настава, по сите предмети, но бидејќи малку малку ни е проблем бидејќи немаме доволно простори, така да се уште со тек на времето, како што спомнавме во претходна точка за реконструкција училиште, ако добиеме уште некоја просторија плюс, се надевам дека тоа ќе го изведеме. Така. И сега, кога сме веќе кај тоа, ние минатата година, токму на овој ден, исто така имавме средба, вие бевте во придружба на наставник Душица Јакимовска, таа не беше во можност денес да дојде, но ние ја поканивме и еве во оваа прилика ја поздравуваме. Исто така зборувавме за наградите и признанијата кои што дотогаш ги имаше освоено во училиште. Како напредувате во поглед на тоа? Па исто морам да се пофалам дека и оваа година бевме одлични. Имавме неколку надпревари каде што во 4-то деление имавме освоено 3-то место на општинско ниво. Второ место имаме освоено, тоа е по предметот математика, второ место имаме освоено по предметот природни науки и второ место имаме освоено по предметот музичко оркестар. Исто тоа е на општински Имавме еден ученик исто од 6-то деление по математика, имаше освоено 3-то место по математика и беше на регионален надпревар. Каде што исто покажа еден солиден резултат, средно ниво. Така, добре, задоволително во секој случај. Во секој случај мислам дека постигнавме доста успеси. Генерално добро е. Така. Сега,
Точно време е да отстапиме минути и да позборуваме малку и за една тема која што јас ги прашувам вообичаено сите педагошко-психолошки лица кога доаѓаат овде во емисијата, а тоа е екстерното тестирање. Вашиот став во врска со него и како се одвива во вашето училиште? Вака, значи ако моето мислење баш битно, значи јас еве ќе искористам прилика да го кажам. Мислам дека екстерното тестирање е добар проект, но во погрешно време. Според мене тоа е една од најпромашени инвестиции до сега. Значи, екстерно тестирање е добро да се спроведува, но мислам дека оценката што влегува во самиот успешен ученик не е добра. Ние како професори со еден ученик работиме преку цела година, 9 месеци. Тука влегува да речеме неговата работа на час. Значи влегува неговата активност, неговото домашно, значи неговиот одговор, неговите тестови. И значи ние вадиме на крај, значи на школска година сумираме на оценка од целокупната негова работа низ целата година. И доаѓа екстерно тестирање каде што еве да речеме ученик со средно ниво вади да речеме оценка, значи одлична оценка 5 да речеме. И сега значи таа оценка од екстерно тестирање значи се важи, нашата речеме паѓа во вода. Така ли одат тие работи? Па генерално последни 2 години така. И сега испаѓа дека екстерното тестирање испаѓа порелевантен значи податок него нашето работење 9 месеци. Па добро, ако е тоа екстерно тестирање, зошто ние воопшто одиме на работа? Па дај ќе пуштиме деца сами куќе дома и нека се тестираат на крај, нека земат оценка. Таа е таа работа. Од друга страна, а ако земеме да речеме како педагози, имаме ученици што да речеме некои се усмено се изразуваат подобро. Има ученици што се писмено изразуваат подобро. Екстерно тестирање да речеме писмено изразување на нивната оценка. Има ученици што имаат трема. Имаат ученици што да речеме добијат баш страв во тој период на тестирање. И што кога таа оценка ќе излезе нерелевантна. Еве јас морам да кажам дека јас бев еден од професорите кои што пред 3 години требаше биде казан за разлика во оценките во екстерно тестирање. Значи јас 99%, не можам да кажам 100%, 99% сум сигурен за моите оценки. Испаѓа дека јас сум напишал послаби оценки во однос на тоа што учениците знаат. Ако погледнеме значи начин на екстерно тестирање, да ги земеме тие 20 прашања и сите ги заокружиме под една буква, ученикот добива тројка. Значи, еве ви еден од начините каде ја промашам. Колку пати се случило на екстерно тестирање да имаме нелогични прашања и понудени одговори со значи сите 4 неточни одговори. А ученикот мора едно од нив да кликне. Значи, тоа е тоа што според мене не е добро. Ако веќе некоја работа работиме, што некој проект планираме да го изведеме, зошто тогаш не го направиме тоа да биде професионално? Како би било јас да дојдам на час да предавам информатика и да зборувам за биологија? Значи, надвор од некоја тема. Така, нешто што не е во вашата Нешто што не е како што треба. Еве, ајде, кога веќе сме кај екстерното, значи тука можам да ги спојам со Кембридж програмата. Јас можам да кажам дека мене ми е стварно жал, значи за учителките. Значи ако ми дозволат така да ги наречам. Че тие толку имаат обврски да се спремат за еден работен ден, што мислам дека тоа е премногу. Значи таа учителка и наставничка, да речеме, до 5 одделение, толку многу истроши енергија за еден за спреми за нареден ден и кога ќе дојде таа на работа, како значи таа го нема она професионалното одешување, значи за она што го знае, значи максимално да им го изнесе на децата, сликовито им го представи. Така. Туку е фокусирано на многу други работи. Го делат вашето мислење многу други професори. Административно, значи ние сме презафатени. Мислам дека попаметно било значи да го вратиме стариот начин на образование. Во времето кога јас бев ученик, ние од прво до пето одделение имавме да речеме 5 до 6 предмети, од кои што беа два, едниот беше физичко, ликовно и музичко. А само 3-4 побитни предмети. Денеска дете од трето одделение носи потешка чанта него што оно тежи. Значи, ми се има случај да речеме кај некои да речеме ученици, ете, дали биле родни или пријатели, да ги видам нивните задачи по математика, верувате ми, јас не ги знам. Значи ми треба време да разберам како е што е. Значи тоа е за нив премногу. И според мене мислам дека малку треба да се направи некоја реформа. Значи образованието е многу битна дејност. Еве да земеме еден пример. Јас сум станал професор по информатика. Добар дел станат доктори, станат значи научници, инженери така. Низ кој процес тие поминуваат?
пак низ образованието. За да извадиш ти еден квалитетен кадар, да биде добар професор, да биде добар архитект или не знам лекар, не е битно. Че ти он мора да помине низ квалитетно образование, низ добар филтер. Така. Што се случува тоа со нашето образование? Тоа е сосема, значи Се наметнува само она механичко учење, така да учениците после одреден период немаат знаење, само оценките кои што останале на лист. Значи, при големиот обем материјал, кај нив се премногу трупа. Значи, еве сите знаеме дека нашиот човечки мозок, значи, со премногу информации, веќе ние брзо забораваме сето она што треба да го запомниме. Значи, толку брзо иде од материја во материја, што тие нема доволно време тоа да го совладат или да го сварат како што треба. И сега што се случува на крај, кога сме веќе кај темата екстерно тестирање, на крај правиме екстерно тестирање. Па што мислите, како му е на тоа дете кога ќе дојде на екстерно тестирање? Јас ви гарантирам дека 80% од учениците што ќе ги промашат оценките се повеќе од страв, од стрес, што ќе направам, како ќе направам, отколку што не знаат. А посебно е тоа што да речеме нивното образование иде, значи нивното учење иде натрупано едно врз друго. Така, за кој предмет учениците покажуваат најмногу интерес? Па вака, да ви кажам искрено, во нашето училиште конкретно можам да кажам дека повеќе тоа е во подрачно училиште Агино село, значи имаме добар дел од ученици што се бават професионално, што се занимаваат професионално со спорт. Има веќе ученици што професионално тренираат фудбал во Вардар и во Пелистер. Генерално да речеме, мислам, според мене вака, не дека јас предам информатика, али еден од позабавните часови ми е тој. Бидејќи нашата работа е повеќето практична, имаат помалку теорија и повеќе пракса. Генерално по оценките кои што можам да видам, значи исто така доста ги привлекува англискиот јазик, странските јазици, предметот физика, така значи од прилика горе-доле. Тука се некаде. Мислам дека ова што го кажувам не е баш релевантна информација. Добро. Мислам дека учениците генерално скоро сите предмети им се исти. Нема, значи во наше време кога бевме ние ученици имавме сите некој омилен предмет што не поттикнуваше да учиме повеќе, да го сакаме повеќе, иако другите не ги запостувавме. Денеска мислам дали дека времето, значи начинот во кој што се наоѓа нашиот образовен систем, кај нив дојде до некое спласнување, немаат некоја посебна заинтересираност што е стварно жално да се гледа. И јас исто ќе искористам прилика, пошто бидејќи јас предавам и во средно стручно училиште Киро Бурнас, тоа е земјоделско училиште, предмет информатика предавам. Еве таму можам да кажам дека слободно децата што се, да речеме, ветеринарна струка, земјоделска струка, тие покажуваат некој нивно знаење. Да речеме ги влече ветерината, значи животните, земјоделските предмети ги влечат, да речеме, околу земјоделието, околу механизацијата и такви работи. Сите имаат некои своји видувања. Јас се надам, правам некоја според меѓу основното и средното училиште, мислам дека они се уште се мали да покажат некој релевантен интерес, али мислам дека во сотек на времето во средното училиште кога малку повеќе се оздрят, ќе имат некоја посебна заинтересираност према некој предмет. Така да се надеваме дека ќе биде така. И во кои се оние случаи во кои што ја вклучувате педагошко-психолошката служба, а тука би сакало да ни додадете и каква е соработката со родителите? Па така, ако направам споредба меѓу основното училиште во кое што предавам и средното стручно училиште, во основното училиште имаме помалку работа во однос на педагошката служба, бидејќи дали дека бидејќи може да кажам тука и помала средина, имаме да речеме многу малку деца што имаат потреба од педагошка психолошка служба, инаку соработката со родителите на највисоко ниво, мислам дека е и задоволително, значи што е баш нормално. Еве ние како професори кои имаме било каква потреба од страна на педагошка психолошка служба со некој ученик што значи не сака да учи, значи не сака да работи, значи не покажува заинтересот, тие значи се трудат да допринесат нешто и да кажам дека може би ако не 100%, ама едно 50 до 70% има разлика, значи учениците се менуваат, но секако мора да има многу работа со нив. Еве во однос на средното училиште Киро Бурнас, средно стручно училиште Киро Бурнас, таму има малку поголема потреба, бидејќи имаме повозрасни деца, потемпераментни, ученици што веќе се во пубертет, кои што помалку посетуваат нас, таму педагозите и психолозите имаат повеќе работа, тоа е нормално. Така. Да. Сепак пожелно е во секој случај да се работи токму во тој период, во периодот на развивање, наменување на ставовите и мислењата. Сепак вие глобално гледано задоволни сте од работата на основното општинско училиште Свети Кирил и Методи, а се надеваме дека така и ќе продолжите.
Па најискрено да ви кажам, значи еве јас морам да се пофалам, значи 7 години сум професор по информатика во тоа основно училиште и секоја година се трудам да давам се поголем и поголем допринос во тоа училиште. Еве кога го спомнам веќе екстерното тестирање, па ние кои информатичари сме главни тие што го спроведуваме тоа за да биде во најголем ред. Бидејќи ако да речеме ние не го спроведеме професионално тоа екстерно тестирање, ние како училиште веќе губиме реноме, значи паѓаме да речеме на многу испити, значи добиваме негативна оценка. Еве лани имавме интегрално тестирање од страна на Министерството образование и наука и постигнавме солиден среден резултат. Што да речем бевме во услови каде што во тој момент во училиштето се монтираше централно парно грејење. Каде што да речем училиштето беше доста несредено, доста работа и сепак ние успеавме да постигнеме некоја средна оценка, среден успех во нашето училиште. Така, одлично. Господине Пандиловски, ви благодарам за денешното гостување. Се надевам дека ќе се гледаме и во иднина кога ќе обработувате некои нови проекти или кога вашето училиште ќе достигне пред се некои врвни резултати. Ви благодарам многу на поканата, се надам дека вие забрзо ќе ни бидете гости во училиштето. Така, да се надевам. И вам ви благодарам, почитувани гледачи, што и вие бевте дел од денешното издание на Нов ден. Имајте убав ден, пријатно попладне и останете со нашата програма.